Премиерот Зоран Заев имал најмалку две први девојки, барем доколку може да се верува во неговите изјави. Едната откри во интервју за Курир РС, другата пак во тек на предизборна кампања пред 4 години. Откривајќи дека првите милиони ги заработил продавајќи суви пиперки, македонскиот премиер кажа дека на пазарот во Горњи Милановац ја запознал мистериозната Јелена, која била негова прва девојка. Моето име е врзано за Србија, мојата младост е врзана за Србија. Се што работевме, целиот наш семеен капитал поврзан е со Србија. Првата девојка ја имав од Горњи Милановац, преубавата Јелена. Ја запознав едно лето додека продавав лубеници, пиперки и крставици на пазарот во тоа место. Сепак интересно, Јелена пред 4 години не беше првата девојка на Заев, тогаш беше некоја која што, како што самиот кажува, ја фатил во Дојран. Јас, иако сум од Струмица, ја поминав младост овде во Дојран. По плажите во Ачико, на Мардаја, на градската плажа. Овде прв пат девојка фатив. Овде се најубавите моменти од мојот живот. Токму ваквите изјави на Заев предизвикаа бура реакции на социјалните мрежи, дел шеговите, дел пак прашуваат, може ли да му се верува на човек кој не говори вистината, ниту кога е првата девојка во прашање. Да нема недоразбирања, Заев имал прва девојка од Горњи Милановац, а Зоќе имал од Дојран. Само со тебе си праќам писма, пратено до Дојран, Горни Милановац и Струмица. Се бара Јелена од Горни Милановац, све за љубов на апарати. Инаку ова не е прв пат да се појават сомнежи кога во прашање вистинитоста на зборовите на Заев. Тој претходно се колнеше во најмилите дека нема да дозволи промена на уставот на државата со цел промена на уставното име, изјава која на крајот излезе невистинита ако се знае дека уставот беше променет поради договорот со Грција и покрај тоа што референдумот за ова прашање беше неуспешен. Додека дишам. Додека го дишам овој македонски воздух и додека ме држи памет дека мојот дедо, мојот татко, сите мои предци, јас, мојот син и ќерка сме македонци, родени овде во Македонија. Тоа не може да се случи. И не само тоа, верувам дека не постои роден човек во Македонија подготвен да излезе пред парламент и да бара промена на устав заради промена на уставното име. Заев сега ветува дека нема да дозволи да се чепка во македонскиот јазик и идентитет како дел од спорот со Бугарија, но се поставува прашањето дали може да му се верува како ветуваше и дека нема да го менува уставот, а различни изјави дава дури кога е во прашање првата девојка.